ден, добри луѓе, односно среќен ви ден, среќни луѓе. Екипата на Алфа телевизија на државна Албанија на Македонија пристигна во најјужниот град на Македонија, односно Гевгелија. Градот на сонцето, градот на палмите, гледате позади мене, и градот на многу насмеани лица. А наше е денес да видиме кој од овие лица не само што ќе биде најнасмеано, туку и најсреќно. Инаку се наоѓаме во моментот во најстровиот центар на Гевгелија, а се упатуваме кон Тобако Монте, продажно место на државна Албанија на Македонија. Секако прво само треба да најдеме склучен минувач, односно идниот среќен добитник за оваа среда. Ајде започнуваме. Не смеам да ги стопирам полите, така? Или смеам да ги стопирам полите? Да, со оглед на тоа што јасно ви е дека во Гевгелија се многу високи температурите, нема многу пешаци, повеќето се во автомобили, мислам дека ние сме вклучно единствените пешаци. Гледам една убава млада девојка наваму и заедно со една госпоѓа. Ајде да видам дали тие ќе сака да се испробаат среќата денес. Добар ден, среќен ден, убав ден. Дали сакате да се испробате среќата? Не треба ништо да вложите, може само да добиете. Добро. Добро. Нивна одлука, не коментираме. Од другата страна има една девојка и горе-долу тоа е од пешаци. Добар ден, среќен ден, убав ден. Дали сакате да се испробате среќата? Па зошто да не? Ништо не вложувате, можете само да добиете гребки. Среќа во мене. Ако ќе се пробаме, ајде вака, јас прво да ве озвучам за да можат гледачите сите убаво да ве слушнат. Вторчекор да се запознаеме, јас сум Искра. Знам да. А вие сте? Костадин Кожев. Коста, ако викам Коста, господин Коста, одлично. Ние сме овде, Коста дојде ни сушност поради продажното место на државна Албанија на Македонија, Монте, и се што вие треба да направите е да изгребете на гребка. Расположени сте? Секако на наша сметка, вие ништо не вложувате. Ајде да се тргнеме од сонцето. Предпоставувам дека кој да дојде во вашиот град веднаш ви кажува дека ви е многу топло, знаете дека е многу топло. Топло, жвешко. Кол, да, така што еве сенка и сега сум жива среќна што влезувам по сенката. Често пати ли Коста поминувате по оваа улица? Па преко ден. Да, го знаете ова продажно место Монте? Да. Како го викат, ке се нагореца да става. Се вика, добар ден, ви благодариме. Црногорецот излезе надвор, сега вие сте главната звезда овде. И се знаете со Лидија? А Коста дали знае вака некогаш од време на време да изгребе по некоја гребка или да уплати лото? Порано да, сега последно време не. Па затоа сега одеднаш овде ќе добиете 7 гребки. Тие ќе се ги земете со вас, а прво овде Лидија ќе ни даде една гребка. Која е за денес гребката, Лидија? За денес мега милионер. Милионер. Дали некогаш Коста се соочил со оваа гребка? Па обично јас купувам за станови која од мене свадба. Да. Често купува така Лидија за Да. за младите, да, убав подарок. Ама Коста, убаво се разбравме, не треба вие да давате пари. Ништо. Приберете си ги парите за друг пат, да. Сега вие само одберете си една гребка. Лидија ќе ни даде некое париче, или веќе ни даде. Сега, не знам дали, предпоставам дека знаете, треба 30 да има. Така, од каде сакате, во кој правец сакате, гребете си ги полињата, треба да имаме 30 полиња и она што ќе биде на полињата ќе биде всушност вашата добивка. Има многу парични награди, главните се 8 пати по милион денари и 2 пати по 10 милиони. Ајде Лидија да прашам, дали не знае вака да си изгреба никогаш некој гребче? Па да, Да? не многу често, ама да. Влече некогаш, нели? Да. Едноставно убава забава е. Што најмногу купуваат минувачите, ќе речев, односно вашите муштери? Сега моментално на цел избор што е моментално кај нас, се. Да, секој си има некој свој фаворит. А со лото како стоевте, разбрав дека пред некој кол имало овде сериозна добивка, Да, петката во претходното, не сегашното, значи претходното коло што беше, значи петката е кај нас, да, во Монте. И знаете кој ги добил, така, Да, се знаете. редовен играч, Ага. значи со добро, мислам, си играе редовно.
со повеќе листове и сито. Јас знам дека секогаш има многу насмеани лица во Гевгелија, можам да замислам колку би биле насмеани. Беше пресакна затоа што долго време, значи јас Здрави. кога сум тука, значи си ги играе тие личиња и се истите броеви и беше режим прекрасно. Перестеки. Иво ми. Да и се множат. Да и се И да и се постои. сите што си Просто да видиме, сепак си постои компјутер. Некогаш може би некој бројче не сме изтребале до крај или нека буква од мега, па да видиме што ќе каже компјутерот, но тоа не е се. Ова е за вас подарок што ќе си го земите со себе. Одиме чекор по чекор, Лидија прво да провери. Што вели компјутерот? за жал не. За жал не. Но рековме тоа не е се. Значи дојдовме во најјужниот град на Македонија, сигурно доаѓаме со празни раце до овде на оваа температура. За вас коста, за дома да си ги земете со себе или кади да сте пошле 7 гребки калинг. Овде го нема ништо, овде сигурно нема ништо. Дедом ќе се задуи невеста. Така на неа? Да, Сигурен сте? 100%. Ама она нема да ви признае дека добила нешто. Може да ви каже дека немало, а да си земе. Ако Така, не си. неизина леле е убав подарок, стварно убав подарок. Може да го чувате кој е роден ден, нешто така, да не, или како ќе направиме. Бе, зашто ги доби? Пензионерка и јас уште 9 месеци ви пензионер. Епа. Со наплата не се раду, си ја трошам сега, пензија за патност си ја трошам, ме факултет тамо вамо. Епа ова нека биде за вас. Така. Просто многу ви благодарам на што одвоивте нека минутка за нас. Со среќа, поздрав до невестата, како што рековте. Лидија и вам многу ви благодариме. Ние сега се враќаме во студио да видиме кои тројца наши гледачи денес имаат најмногу среќа.